Пресконференцијата на Гордан Георгиев доцни најмалку 2 недели, бидејќи нему и неговите колеги од Социјалдемократскиот сојуз очигледно им требаше време да се вратат од одмор од летните зимски одмор. Во отсуство на теми, сега Георгиев си бара работа, за да ја оправда незаслужената и уште по незаслужено задржаната функција под председател на Социјалдемократскиот сојуз. Се разбира, тоа го прави со лаги и со теми. Неговата жолчност, неоправданите квалификации за проектот Скопје 2014 се израз на страв од се поголемата поддршка која што граѓаните ја даваат на овој проект. СДС се плаши, бидејќи се очигледни лагите и клеветите што тие ги ширеа. Како се завршуваат објектите, проектот станува се поочигледен, се расте и поддршката од граѓаните. Тие, додека беа на власт, криминално ги трошеа истите пари и многу повеќе од тоа, но ништо не изградија. Ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту Гордан Георгиев не може да наброи ниту еден проект кој тие ги правија за граѓаните на Скопје. СДСМ не треба да се плаши од тоа што оваа година е ставена во порта на Македонија, дека е веќе ставена во употреба зградата на Музеот на револуционерната борба, дека оваа година ќе се стави во употреба Стариот театар, концертна сала, зградата на Главниот суд, зградата на Археолошкиот музеј, зградата на Министерството за надворешни работи и така натаму и така. Социјалдемократскиот сојуз треба да се плаши што бројот на туристите е зголемен двократно. СДС нема чувство за благодарност кон претходните генерации. Тоа го имате или го немате, ние да ви го дадеме. А ако го немате чувството на претходните генерации, го немате чувството на измините генерации. Наместо без и со гнев да се противи изградбата на обележјата за сите оние што се врзува независноста на Македонија и како треба да почнете да работите на тој план. За изградбата на сите овие згради, те законски постапки се почитувани и сегменти од овие постапки се јавно објавени, што е доказ за транспарентноста и државата на законите. Наместо секојдневните обвинувања зошто се гради, Социјалдемократскиот сојуз конечно треба да собере храброст да одговори на едно единствено прашање. Зошто не се градеше воопшто?